На граѓаните и понатаму им пристигнуваат СМС пораки од сомнителни броеви со странски префикси за наводни сообраќајни прекршоци, повикувајќи се на системот SafeCity. Многумина станале жртви на измама, вршејќи онлайн плаќања преку лажни системи од странски држави. Ова предизвика загриженост кај граѓаните, кои дури и кога се казнети од радар, казните ги плаќаат физички во полициските станици. Но министерот за внатрешни работи рече дека граѓаните не треба да одговараат на СМС пораки што доаѓаат од странски префикси, бидејќи според Тошковски, од домашни броеви не можат да се случуваат вакви измами преку електронска комуникација. Сите напади кои што сме ги имале до сега се исклучиво од странски броеви и од домашен број не може да биде сторен ваков фишинг напад, така да мислам дека тоа е вака една добра причина како македонските граѓани да ги препознаат овие лажни напади кои што ги имаме. Иначе вакви лажни напади има секаде во свет, при секое едно користење на оние кои што ги вршат измамите гледаат поле за измама буквално при секоја една електронска комуникација од страна на граѓаните, така да не се ништо. Од еден од приватните оператори вела дека немало поплаки од граѓани, додека во нашата редакција и на социјалните мрежи има бројни објави со СМС пораки во кои се бараат лични и банкарски податоци за наводно плаќање на казна регистрирана од SafeCity во Македонија. Сето ова беше кажано на кампањата за подигнување на свеста организирана од полицијата и мобилниот оператор А1 за безбедно управување со возила без користење електронски уреди, изјави директорот Методија Мирчев. Искрено немам информација дека се случува, али на крај ден можеме да контактираме со нашиот тим кој што работи на оваа проблематика, па ќе останеме во контакт. Искрено немам информација дека оваков тип на SMS пораки воопшто стигаат кај наши корисници. Апсолутно треба да провериме, пошто искрено немаме пријава дека наши корисници се таргетирани од овој тип на измама. Инаку министерот Тошковски изјави дека системот SafeCity значително ќе се прошири и во иднина ќе опфаќа поширок спектар на сообраќајни прекршоци. Според него, системот повеќе нема да биде ограничен само на мерење брзина, поминување на црвено светло или истечена регистрација, туку ќе се користи и за утврдување други прекршоци како неправилно менување лента, неправилни вртења и непрописно паркирање. Дополнително, Тошковски најави построги контроли и казни за оние кои нелегално управуваат мотоцикли во пролетно-летниот период и се обидуваат да ги избегнат камерите на SafeCity.